Внимателно одбран колаж од фотографии направени низ објективот на сарајевецот Нихат Нино Пушија, кој долго време живее и твори во Берлин, Германија, може да се погледнат во изложбениот салон на музеот на Тетовски крај. Балканското секојдневие на уникатен начин доаѓа до израз преку фотографиите на кои авторот вешто прикажува моменти од секојдневниот живот на луѓето низ Балканот во временски период од 30 години. Своето воодушевување за фотографиите и уникатниот стил на фотографирање него криеше и Драги Неделчевски, фотограф и еден од основачите на фотоклубот Шкрап, во чија организација е изложбата. Да бидам искрен, додека другар ми Давор и колегата од фотогрупата Шкрап, Давор Спасовски, не дојде еден ден кај мене со комплет околу 30 на фотографии од Нихат Нино Пушија, јас немав слушнато за овој фотограф. Кога ми го покажа и каталогот и кога ми ги покажа фотографиите, овие што се тука изложени, јас бев воодушевен уште првиот момент. Јас се занимавам со фотографија повеќе од 40 години, имам прегледано во животов неколку милиони фотографии од мајстори на фотографија. Фотографиите од Нихат Нино Пушија ме освоија на прв поглед. Потоа се заинтересирав малку и за неговиот живот, затоа што фотографиите од секој фотограф всушност се некој вид огледало на субјективноста и на животот на самиот фотограф. Значи, сето тоа што е прикажано, не само на овие, туку и на било кои фотографии, често пати, ако сте и психолог добар, може да ја видите личноста на фотографот. Како што истакнува Неделчевски, маргинализираните лица и нивното соочување со суровоста на животот се во фокусот во творечкиот опус на фотографот Нихат Нино Пушија. Неделчевски дополнува и дека тоа што го издвојува Пушија како фотограф е неговата сочувствителност со луѓето фотографирани низ неговиот објектив. Како фотограф, значи во Берлин, Нино Пушија нашол плодна почва, и тој цело време всушност ги фотографира луѓето кои што биле оттргнати од својата грудка и од своите поранешни животи и се обидуваат во новиот свет и во новото време да се снајдат. Значи, главно негова тема се бегалци, роми, луѓе од ЛГБТ популацијата, луѓе од маргините на животот и така натаму. Тоа не е и ништо ново, има и други такви фотографи, но тоа што мене ме одушеви кај него, низ неговите фотографии, ако ги погледнате овде околу нас, ќе видите дека има многу емпатија, значи има многу љубов за тие луѓе. Всушност и неговиот живот бил откорнат од оваа грудка и веројатно може би фотографијата ја користи како некое средство или за самотерапија, или за пронаоѓање на сопствениот загубен идентитет. И тоа го прави навистина мајсторски. Давор Спасовски од фотоклубот Шкрап пред нашата камера раскажа интересна случка за тоа како фотографиите на Нино Пушија се најдоа на изложба пред тетовската јавност. Некаде декември минатата година ја имав прилика да го посетам мојот брат кој живее и твори во Минхен, во Германија, во неговото мало ателје. Во тоа прилика, знаејќи дека сум јас љубител на фотографијата, ми рече погледни една монографија од еден мој пријател. Фотографија, викам, многу е добар. Ја разгледав убаво, се работеше за доста голем волумен, да кажеме, неколку стотини страни, и заклучи дека се работи за извонреден фотограф, професионалец, чиисто содржини нам ни се блиски со социјала од овие краишта, од други краишта, маргинализирани групи на луѓе и така натаму. И дел од тие фотографии ми останаа во подсвест. Некаде почетокот на оваа година, едно саботно утро, тмурно, во Скопје со семејството, со ќерка ми, решивме да појдеме на изложба. Имаше една групна изложба на фотографии и други уметнички дела во една национална установа, нема да именувам сега. И јас ги разгледав фотографиите и некако ми делуваа многу познато. Се сетив дека се работи за Нихат, со едно воодушевување и со возбуда побарав да ме фотографира ќерка ми, ги испратив фотографиите на брат ми и не помина долго време, добив интересен повик, апел за помош. Имено нашата национална установа во недостиг на средства, на буџет,
му кажала на Нино дека може да задржи само неколку фотографии, останатите не може да му ги испрати по пошта и ќе мора да ги уништи. Се разбира, јас се нафатив на тоа да помогнам, да ги задржам, во прва прилика да ги испратиме во Берлин. При тоа ги споделив веднаш со моите пријатели и колеги од Шкрап. Заклучивме заеднички дека се работи за изморедна можност за одлични фотографии и решивме дека ќе организираме изложба во Тетово, да го споделиме тоа со тетовската публика и да уживаме, се надевам, во фотографиите. Инаку, изложбата на фотографии од Нихат Нино Пушија ќе биде отворена до 26 мај.